Добро вечер и благослов Божи се разбира дека ова вечер ја слушаме, се разбира емисијата Гласот на вистината. Сакам ова вечер да ги поздравам сите слушатели и сакам да им посакам благослов Божи. На вистина убаво и ова вечер да можеме и овие моменти и ова време кое Господ ни го дава. Се разбира да можеме да уживаме во Неговото присуство и во Неговиот збор Божи. Библијата зборува дека единствено каде може човекот да одмора и да ужива е во присуството на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Инаку, се оно што денеска се случува во светот, сето тоа ни дава една многу јасна слика дека светот нуди неизлезна ситуација, нема излез, нема надеж и човекот нема каде да се одмори. Но Библијата зборува дека човекот може да се отвори, поточно да се одмори при својот небесен татко. Тој сака да доаѓаме кај него и тој ги благословува и ги наградува сите оние кои што сакаат да одат при него. Меѓутоа, Библијата зборува дека сите кои што го бараат Бога треба да го бараат искрено и со искрено срце. А она што е многу важно и клучно, сите што доаѓаат пред Господа треба да доаѓаат со вера. Клучната работа е тоа да доаѓаме пред Господа и да бараме благослов и Негово водство со вера во Него. И тој, како што кажав, ги благословува сите оние кои што на вистина сакаат да бидат благословени. Почитувани слушатели, како што кажав, на вистина мене ми е мило и драго што можеме и оваа вечер да бидеме заедно и се разбира да го прославиме името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој што се разбира дека е достоен за слава и чест. Зошто? Затоа што тој е жив за сите векови и тој ги има клучовите на адот и смртта. Библијата зборува дека Христос беше распнат на крстот, умре и дека на третиот ден воскресна. И врз тоа воскресение е изградено целото христијанство, е изградена нашата вера. Верата во живиот Бог. Воскресението на Исус има сила да го промени нашиот живот. И не смееме да заборавиме дека Библијата ни зборува точно за воскресението на Христос. Евангелијата ни зборуваат, писмата ни зборуваат кои подоцна апостолите кои биле инспирирани преку Духот Свети, ни зборуваат точно за ова клучна и централна тема, воскресението на Исус Христос. Библијата зборува дека Исус Христос е жив денес и за веки веков. Тој е жив за секогаш и тој е надвор од времето и просторот. Тој е вечен. Библијата вели дека Исус е вечен, затоа што тој е вечниот Логос, за кој што апостолот Јован ни зборува. И тој така го отпочнува своето Евангелие, дека во почетокот беше Логосот и Логосот беше во Бог и Бог беше Логосот. Потоа во подобните стихови Библијата вели дека тој дојде при своите, се мисли на Логосот, но своите не го примија, го отфрлија. Потоа во 14-тиот стих од таа иста глава од Евангелието на Јован, првата глава, вели дека Логосот се утелотвори и дојде на овој свет. Всушност, евангелистот Јован ни зборува за побожноста, за авторитетот на Исус Христос, на Богот човекот, кој беше човек, меѓутоа исто така беше и Бог, и тој беше Богот човек. Затоа така Јован го отпочнува своето Евангелие, дека Логосот се утелотвори, дека тој е жив за сите векови. И кога ќе го читаме тоа Евангелие, кој не е синоптично, знаеме дека сите три Евангелија, Матеј, Марко и Лука, се синоптични или исти, кои што го опишуваат раѓањето на Исус, животот на Исус, работата на Исус. Меѓутоа Евангелието на Јован ја опишува неговата побожност, неговата мојност и неговата авторитетност. Дека тој е жив и дека Бог
е самиот Логос. Почитувани слушатели, како и што ја напоменав претходно, зборуваме точно за една многу важна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Како што претходните две емисии зборувавме дека постојат токму многу прашања по оваа прашање, всушност како подпрашања дали Библијата е се уште актуелна. Постојат повеќе мислења, секако, ако постојат повеќе мислења, онда постојат повеќе и одговори. Но кога ќе ја читаме Библијата, кога ќе земиме да ја читаме, меѓутоа со вера и со искреност, без притоа да сакаме да најдиме дека Библијата, дека не е од Бога, дека постојат противречности, дека таа не е инспирирана, дека таа не ни е потребна, дека воопшто Бог не ни открива во неја, тогаш навистина ќе не можеме да не го најдеме одговорот на нашето прашање. Затоа е многу важно кога отпочнуваме на еден ваков чекор да отпочнеме со вера и со искреност и со надеж дека Библијата ќе даде одговор на нашите прашања. Дали Библијата е се уште актуелна? Голем број на луѓе се уште се занимаваат со оваа тематика, но не смеме да заборавиме покрај тоа што Библијата е актуелна, таа е инспирирана со Духот Свети и Бог е автор на оваа книга. Тоа не смеме да го заборавиме. Не смеме во ниедна смисла да ги отфрлиме како едниот, така и другиот завет. Всушност, и двата завети е Бог, авторитет е самиот Господ Бог. И тие два завети се инспирирани преку Духот Свети, без разлика дали станува збор за Стариот или Новиот Завет. Луѓето кои биле инспирирани со Духот Свети го напишале Светото Писмо, ја напишале Библијата. Ние подоцна ќе се занимаваме со едни вакви статистики и ќе видиме колку време било потребно да се запиши Стариот Завет и колку време било потребно да се напиши Новиот Завет. Колку луѓе го пишувале Стариот Завет и колку многу луѓе го пишувале Новиот Завет. Ке се позанимаваме исто така со Септуагинтата, ке се позанимаваме со многу нешто. Која година биле писани Евангелијата, посланиците кои биле испратени, особено, ајде да кажеме, посланијата на апостолот Павле, кои некаде се околу 14 посланија или 14 писма кои се испратени. И ред други, нешта ќе видиме околу оваа прашање дали Библијата се уште се разбира актуелна. Потоа ќе видиме во што е разликата на останатите книги и Библијата. И таа разлика со Божја помош ќе можеме во наредните емисии се разбира да ја разгледаме. Како што кажав, зборуваме дека Библијата е Божи збор. Од денешното време е време на страв, па затоа е многу важно да знаеме дека Божиот збор е жив. И не само што е жив, туку е и дека во состојба да ги оживе сите оние кои што се мртви во своите гревови. Затоа што Библијата вели дека платата за гревот се разбира е смртна. Кога Библијата го спомнува Божиот збор, навистина е тешко да се разбере на што всушност мисли на напишаниот збор. Или на двата случаеви тој збор има иста сила и ист карактер во состојба да даде, се разбира, живот. Да зборуваме за Бог и да не доведе, се разбира, кај него тој збор и во двата случаеви останува вечен, се разбира, и непроменлив. Еве да видиме неколку докази и неколку примери кои што се запишани, се разбира, во Библијата. Еве што вели Исус Христос за тоа. Во Евангелието на Матеј, 24 глава, 35 стих, вели: небото и земјата ќе помина, но мојот збор ќе остане до века. Подоцна писателот на евреите, ако видите,
Во 13-та глава, 8 стих вика: Исус Христос е ист вчера, денес и за секогаш. Значи, Исус Христос, кој е вечниот Логос, е ист, непроменлив. Тој останува за секогаш ист. Така да, Библијата не е променета, затоа што самиот Бог останува ист и не променен. Исус Христос, како е напишан збор, меѓусебно се допираат. Пишаниот збор е дел од авторот, односно на оној начин по чиј налог е напишана Библијата. Исус пак е дел од тој напишан збор, затоа што рековме дека тој е вечниот Логос и затоа е дел од напишаниот збор. Ова може да се објасни преку една илустрација. Еве, сакам да ви дадам една интересна илустрација или еден соодветен, ајде да кажеме така, пример. Еден архитект изработува план за градење на една зграда. Ако навистина секој тој план се оствари, тој во него мора да вложил толку многу труд и љубов. Неговите мисли и чувства се вградени во самата зграда и самиот тој се чувствува како дел од неа или се мисли од таа зграда. Така Исус Христос е дел од напишаниот збор. Тој е дел од самото слово на нашиот Господ и Спасител. Еве, сакам да дадам уште еден друг пример. Со Мартин Лутер. Еве што вели. Мартин Лутер ја превел Библијата на германски јазик со помош на своите пријатели, но најголем дел од работата се разбира му се препишува нему. Тој толку го сакал зборот Божи, што во својата книга еден автор вели: вистина за кој се бореше и за кој се застапуваше Мартин Лутер беше самиот збор. Во него се содржуваја сите богатства на христијанството, на секој слика или валијар, кој бил сакал да изработи една верна слика или скулптура на Мартин Лутер, нема да успее ако не го представи во Библијата со своите раци. Библијата била дел од животот на Мартин Лутер и без неја не можел да замисли. Се што Лутер постигнал било благодарение на Бог и на неговиот збор и се разбира на неговите Божи стандарди. Потоа, што таму ни е запишано? Ова е само еден пример како Божиот збор може се разбира да стане дел од една личност. Овие две илустрации сака да ни кажат дека Исус Христос, Синот Божи, кој е вечниот Логос, дека тој станал дел од самото писмо. И дека самото писмо е дел, се разбира, од него. Зашто зборот Божи зборува како за жив. За жив збор, во секоја смисла се разбира дека зборот Божи е жив. Зошто е жив? Затоа што рековме дека самиот Господ Бог се разбира е жив за сите векови. Тој е надвор од времето и просторот. Така да и Библијата и зборот Божи не само што се авторитетни, што имаат сила, туку тие се разбира пред се живи, затоа што нивниот Креатор, нивниот Создател е жив. Почитувани, сакам да ве оставам со ова иста мисла. Господ навистина нека ве благослови и тој навистина нека биде со сите вас оваа вечер. И се разбира, продолжуваме наредната емисија, ако даде Господ, да зборуваме за ова иста тема. Темата која се вика дали Библијата е се уште актуелна. До тогаш имајте една убава, благословена вечер, имајте убав сон, имајте убава седмица. Господ нека биде со вас, Господ нека ве чува вас и вашето, се разбира, семејство. Се слушаме наредната емисија. Емисијата се разбира гласот на вистината. Пријатно и Господ со вас.